Во Јоханесбург, Јужна Африка, чешмите се сушат. Градот доживеа колапс на неговиот водоводен систем, погодувајќи милиони луѓе. Во Совето, на периферијата на градот, илјадници луѓе се редат за да соберат вода од цистерните секој ден. Сериозен предизвик е. Многу проблематичен период е што на моја возраст мора да бидам овде и да ги носам овие кофи од 20 литри. А тажното е што не знаеме кога нашите чешми повторно ќе работат. Инфраструктурата што се распеѓа е делом новиновна, но научниците велат дека климатските промени предизвикуваат сушење на реките и акумулациите во Јужна Африка и многу други делови од светот. Како што Обединетите нации го одбележуваат Светскиот ден на водата, се проценува дека 2,2 милиарди живеат без безбедно управувана вода за пиење. Научниците на Обединетите нации велат дека приближно половина од светското население се соочува со сериозен недостиг на вода барем еден дел од годината. Најпогодени се посиромашните нации на глобалниот југ или земјите во развој. Во новиот извештај, Агенцијата за помош Оксфам ги обвинува големите глобални корпорации дека ги земаат и загадуваат виталните водни ресурси на сметка на локалното население, со цел да остварат профит. Водата прекомерно се користи од северните земји и таа ги остава јужните земји без пристап до вода. Оксфам ги обвинува побогатите земји и мултинационалните компании дека го префрлаат притисокот за водата во посиромашните региони со екстракција на вода од природни извори за индустријска или земјоделска употреба и преку увоз на производи како овоше, зеленчук, месо, цвеќиња и вода во шишиња. Во извештајот се вели дека земјоделството учествува со 70% од повлекуваната вода, вклучително и преку системи за наводнување за поддршка на местната индустрија и биогоривата. Но анализата на Оксфам сугерира дека приватниот сектор не успева да го намали своето влијание врз водните ресурси. 350 корпорации се анализирани преку базата на податоци. Тие сочинуваат половина од светските земјоделски приходи, а само една од 4 од нив изјавија дека ја намалуваат употребата на водата и загадувањето. Обединетите нации предупредуваат на зголемен ризик од конфликт околу водата. Се вели дека како што државите се справуваат со климатските промени, масовната миграција и политичките немири, тие мора да ја стават соработката за вода во центар на нивните планови.